Во наредните 2 години ќе се реставрира и конзервира манастирот Пресвета Богородица Елеуса во Струмичко Велјуса кој потекнува од 11 век. Средствата во висина од $100,000 се од амбасадорскиот фонд на Соединетите Американски држави, зашто амбасадорката Кей Марин Бърнс и министерот за култура Хусни Исмаили потпишаа договор за заштита на овој објект каде има фрески, икони, мозаици. Амбасадорката Бърнс подлече дека на тој начин се помага историјата и културата во земјава. Овој проект е само еден пример за нашата посветеност да помогнеме да се зачува и заштити живописното културно наследство во Македонија. Тој исто така е дополнителна демонстрација на длабокото партнерство помеѓу амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје, Министерството за култура, како и музеите и општините во целата земја. Манастирот Пресвета Богородица Елеуса по својата градба е уникатен, овие простори ги презентира високите дострели на византиската сакрална архитектура. Црквата Света Богородица Милостива е основана при крајот на 11 век, дарувано со многобројни феудални привилегии и скапоценности. Нејзините градители имаат влијание од современите архитектонски решенија од византиската престолнина и се одраз на непосредните влијанија од цариградската градителска традиција. Со грантот од Соединетите Американски држави ќе се реставрира и конзервира надворешниот изглед, кровот, фреските и мозаиците кои датираат од пред 8 века. Неговата проценка колку е неопход, колку е насушна потребата за да се интервенира во овој споменик на културата, кој што е своевидно архитектонско чудо, во светски рамки и сведочи за архитектурата и уметноста која што се негувала во 11 век и е единствен од тој тип во нашата држава. Соединетите Американски држави досега имаат инвестирано над $1,5 милион во 15 културни локалитети во земјава. Со нивни средства се реконструираше шарената џамија во Тетово, црквата Перифлепта во Охрид, Даот Пашиниот аман во Скопје, како и повеќе културно-историски споменици.